Голяма не те зедох, ще дойде ден, когато ще плачеш ти за мен. Ах, мила моя, на колена пада, ми ти се моля, този заедно. Вака изглежда еден благонадежен българин, што се освестил како българин преку нож за 5 милиони евра пари. И откако се освестив и станав българин, имам некои информации по-широки, па да ви објаснам. Някои од нас стануваат българи за 5 милиони евра или за друга финансова подкрепа. Ама, некои ги киднапираат. Българиве, нашиве, братјава. Например, еве ви Филипче и Богданка се типичен пример на киднапирани македонци од български вонземјани, наречени българо-татаронци, които живеат на созвездијата българска мала мечка и българска голема мечка. И ги киднапираат там. И таму им менуваат мозок. Български мозок им ставаат. Толкав. Типичен български. Ама многу функционален. Обаче и ги враќаат назад. Или оние како што слушаме abductions, киднапирања во Америка, вонземјани ги земале, ги вратили, после на ништо не се сеќаваат овие што ги вратиле вонземјани. И овие на ист принцип българо-татаронци ве работат со звездијата българска голема мечка и българска мала мечка. И ќе ги вратат назад. И он не се сеќава дека бил киднапиран и дека му е ставен оригинален български мозок. И он почнува да збори глупости. И не знае што збори. И неговите од дома не го знаат. Еве да кажеме, Филипче и Богданка, ја мислам дека ги прашам дали од дома ве знаат што правите преку ден, дека правите пресови, на кои што пресови лупетате тешки глупости. Кои што, како да ви кажам, овој бара референдум. Референдум за отварање на уставот и влез на българите во уставот. Ја да сум сега премиер, сега малце па се враќам у филмов на македонски патриот, да не ве збунам. Ја да сум премиер, ќе му давам референдум. Сакаш референдум за отварање на устав? И влез на бугарите уставот. Еве ти референдум. Па тогаш, кој ќе свати дека 85%, 80% од жители во Македонија дека ќе гласаат против отварање на уставот, ќе се самоутепа. Пошто нели пресаден мојот мозок, ќе се самоутепа, сега не може тоа да го свати. Оваа другава искача вчера на прес и вика, не знам кој тамо, некој од министриве Стоилковиќ ли беше, бил на средба со некој кинез тамо. Се сретнал, не знам со кого, со некој високо официјално лице у Кина, поима нема. И дека тоа било удар за нашиот стратешки партнер Соединетите држави. А овој Трамп, сега кој им беше у Кина, го пречека со Village People на аеродром. Кинески хор му пееше Village People, одлична изведба, која се симнува на ваква на аеродромот у Пекинг. Она, Young Man, од Village People ја знаете, мислам дека од Village People таа песка. Што му беше и онака као низ кампањата, као лайт мотив што му беше на Трамп. Се подмоча од кинезиве. Кај стигне ги фали. Се гушка со нив, се чешка, се драпа, се онади, гиф. Деме, сега, американциве се сближуваат со кинезиве, зашто Стоилковиќ отишол кај кинезот. Тоа било уште еден удар за нашиот стратешки партнер, после тоа што ВМРО играл со српски свет и играл со Русија, со Путин.
Значи не се нормални. И сега шо? Гурнаре шо? Шо бе, шо? Шо? Вредели понатака, не знам да се коментираат. Значи ова не ќе да се само финансови подкрепи, ова е сериозна работа, ова е некоја хируршка интервенција, пресадување на мозок. Не можеш до толку да игнорираш околина, реалност, објективност, факти. Не можеш да бараш референдум да се изјаснат граѓаните, ќе искочат и ќе се изјаснат и ќе ти еват матер. И после што треба само заклучи врата на партија и голти го клучот. Пошто еднаш се изјаснивме, тој вчера емисија го кажав, на референдумот, дали сте за влез у ЕУ и промена на името. Народот бойкотираше. Значи јасно му кажа не сме за ЕУ под вакви уцени и ултиматуми. И сега каков референдум сакаш бе? Жими све, ја да сум Мицкоски Филипче, абе одма ти дам референдум. Одма ќе распишеме референдум. Али да има уште едно прашање на овој референдумско изјаснување. Пример, дали сте за отварање на Уставот и дали сте за затварање и бришење на СДСМ од регистарот на партии? Може ли такво да има прашање референдумско, Филипче? Многу топ ќе биде. Така за тоа да си се. И да сакаш да ги оставиш на мира ден-два, да земаат воздух, да се... Не можеш бе. Абе секојдневно на пресови, да се излагало, да се напаѓало, да се бара отварање на Устав, влез на Бугар. Секој ден, по 30 пати. Имате ли некоја друга работа, бе, некој нешто да ви даде, некои слободни активности у партија, бе? Да дојам да ви дам некои слободни активности, шо знам, боенки некои, поима немам. Нешто да плетете, гоблени, коњи на поило, кукуновна парада. Сериозно бе, људи, ви изгледа толку ништо немате работа у таа СДС у партијата, што само глупости ви текнуваат. Треба тоа да биде како секција, да ви стане, многу е добро тоа, партијава како секција да ви стане. Слободни активности, како се викаше тоа, народна техника. Нешто, правите си бродчиња од хартија, од телј, од бакар, у шише бродчиња, нешто, транзистори, нешто. Занимавајте се, за ова не сте. Гледате од време на време, онака, дури јас, што се освестих како българ по од време на време, да, финансово ме подкрепиха, обаче од време на време па ме фаќа македонски патриотизам. Нема што да се ја преку нож, така лесно. Сега може мене ќе ми искараат од Българија. Еве, се трудам од петни жили да ги оправдам средствата. И 5 милиони пати, ако треба, ќе сгрешам, ама пак ќе се потрудам да бидам исправен българин, благонадежен, природен. А видовте како вроди со плод овој која ги караше овој Татарчевич? Виде, кој се испојавија сега после 2 дена на телевизија овој бугараши во Македонија? И со двајцата сум бил на емисију Само вистина. Двајцата одма, да не им секне тоа чешмичето од горе, одма искоча јавно. Едниот вика, не треба да се срамиме од нашите български корени. Тоа едниот, мајко мила. Овој вториот нешто поврзуе нешто со Евровизија, што победила Бугарија, со тоа што демек ние какви сме биле никакви, а бугарите победиле на Евровизија, сме требале да се угледаме и ние на нив.
Види, видите вамо, ти бам, 5 милиона се 5 милиона, ама ме влече навака, уште ова македонско, уште, ке ми прости, извинјавајте, че јас сега малку ќе бидам и македонец. Нема, тоа е таква некоја, вака ми у главата, шизофренија. Българи су тоа се нус појави неколку дена од кога се освестиш како българин и ти се меша у глава, вака брзините ти се мешаат и не знаеш што правиш. Он малка те залюби голяма, не те зедок, ще дојде ден когато ще плачеш ти за мен. Ако треба некој да се срами, бугарашче едно, јадно и бедно, тоа се таквите кod тебе. Затоа што ти публично веднага излезе да се докажеш че си истински българин. Како беше она исто, не сме безгрешни, но сме истински, обичаме и този, којто не нападат. Од тоа треба да се срамите. Од тие корени треба да се срамите. Од се што до сега сте направиле низ историјата треба да се срамите. Вие сте тие што се срамите. Затоа што сте му свртеле грб на својот народ. Сте станале нешто што не сте, поради тоа што сте се продале, буквално, за финансова подкрепа. И вие, од сега па натак, од кога дознавме, од вашите плаќачи, што ве плаќаат, како ве плаќале и зашто ве плаќале, вие више не вредите николку помочена кикирика од куќа доле у дворон. Толку е вашата вредност. И вие сте најмалку повикани да кажуете кој од што треба да се срами. Вие сте дефиниција за срам. Тоа е за немање на срам. Затоа барате други да се срамат. Оти вие сте истинските, безгрешните. Или она која што се вика крадецот, вика држте го крадецот. Оној што треба да се срами, вика треба да се срамите. И нормално сите бугарашки портали почнаа да ве објавуваат за тоа што сте изјавиле. Звезди сте на бугарските портали. Ја можам само да ве ставам на овакво на столбов на срамот. Но, добро е, шо ова сите го видовме, сите го чувме, целата јавност го чу и го виде. Тој Татарчевич од Софија, шо каже за вас. И мислам дека тоа ги зацврсти нашите ставови, непоколебливи, вие да не видите влегување во устав. Ова мислам на изродените македонци, кои што се продале за пари за да станат бугари. И истовремено ги зацврсти нашите позиции уврска со нашите нашиот став да не отстапиме ни милиметар кога е во прашање одбрана на македонскиот идентитет, традиција, култура, јазик. Уствари, ни завршија голема работа овие бугарашкава пета колона и Софија.
Барем по тоа прашање сите не сплотија онака као еден. Тука не се сметаат овие од СДС, пошто они уште му веруваат на Филипче. Онаа мантрана од времето на ковидот, веруе му на Филипче, уште ги држи овие кај него партија. А не му кажа. А влага од катастрофална грешка у катастрофална грешка. Нема крај. Тој го изгледа бубање, од колку има вака завртен, не може да застане, виши, тоа е цело време на го меле, како ше меле или цела партија, заедно со се него. Но добро. Тие тоа ќе го разберат оној момент, кога ќе се затворат гласачките кутии на следните парламентарни избори. Ја мислам дека тоа што ќе го доживеат на тие избори ќе биде споредливо само со Хирошима и Нагасаки 45 година, во минатиот век. Тоа ќе биде пепел. И така, сега мога да се врата во мојот български преисход и да се вршам со уште една мелодија во чест на овој вториот бугараш кој што меша Евровизии и бугарштина. Даже мен да ме няма на белия свят, потърси любовта ми, стричек пролетен цвят, потърси ме, потърси ме. А? За 5 милиона. Знаете колко български хитове ми падна на памет? Евергрине. Това му го ево. И същ език сме говорили. Жими, Жими. Како също не можем еден български збор да набодам тука? Ама се трудам. 5 милиони пати дено да го треба да се... Така не научам. Български. А целта ми е, когато ще го напуснем овој свет, когато ще дойде, ке чукне часот за това, искам да ода в българскиот рај, кај българо-татаронците, на българските созвездија, българска голяма мечка и българска мала мечка. Чу, матер. Чао.